Дождот не беше пречка плоштадот во Свети Николе денеска да биде исполнет. Традицијата на одбележување на Тодоровата сабота Свети Николчани ја одбележаа со многу гости досега. На сцената продефилираа 12 фолклорни групи од Македонија и соседна Србија. Имаме доста луѓе, доста гости. Ја збогатевме оваа година со културно-уметнички друштва. Имаме околу 300 играорци од 12 културно-уметнички друштва од Република Македонија и од соседна Србија. Останатите детали од овогодишниот 17-ти поред меѓународен фестивал на народни игри ОРА Тодорица 2023 ги открива коорганизаторот Никол Четренчев, директор на Свети Николскиот дом на културата. Останатите други групи се, значи има група од Гевгелија, од Македонски Брод, има од Скопје, Гевгелија, Кочани, Делчи. Гостите од Чичевац, Србија, не го крие задоволството од престојот во Свети Николе. Атмосфера е одлична затоа што има пуно играча. Така да киша не може ништо да поквари. Ми смо повртински градови са Свети Николе, од дуго смо овде. Долазимо први пут после 4 години паузе због короне и така далje, со новим ансамблом. Одлични су. Одлично, има пуно добри играча из целе Македонија, Одлично. Возрастните Свети Николчани овој пат си спомнаа како некогаш се одбележувала Тодорова сабота. Од деца, како памтимо, се имало Тодорова сабота. И што се правело порано? Славеа, старите играат, имаше по 5-6 свирки, рада свирки и играорци играат. Така, секаде било така. Како било? Па беше и Тодорица знаела да има и снег. Па со чорапи, боси, па оро тука и од сите села доваѓа друштва, така да. Од памти века Тодорица? Од памти века. Од памти века, да. Има ли некои разлики од тогаш и сега како се прошла? Па добро, има, пуно. Например? Па, например, народот беше друг, сега малку подруг. Немаше бина. Бина немаше. Што имаше? Онака, по земја. Најважно е дружењето, едногласни се домаќините и нивните гости. Особено кога сега мноштво од проблеми ги притискаат граѓаните. Вакво нешто им е повеќе од потребно.